втикнешно негде в некој село. Кај Слана Дивко венеше цвете, убиетете. Последна солза од око кадна, кога на ригот есента стапна в крви и се изми утрото бело. И кога в зраци челикот светна, последна мисла ко птица летна. Мајка ми сама остана в село. Од детски очи криевте в себе небесно татче. Румено крвие течеше живи в радост без почини. Кај око детско натопи земја, город светники. Разлиста пролет. Кај крвта прела настопи слана, црвена роза захити поле. Мајската роза и цветот модер в мирис мамоват. Захити друже огнена пушка со цвеќа млади, па напред појди и други деца брани со гради. Втиквешно негде некој село кај Слана Дивко венеше цвете. Убија дете. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Горите македонски шумно пеат. Војни песни, нови весници. Македонија слободна, слободно живее. Македонија слободна, слободно живее. Горите македонски шумно пеат. Бојни песни, нови весници. Македонија слободна, слободно живее. Македонија слободна, слободно живее. Почитувани, добро вечер. Моја чест да отвориме ова вечер на еден голем ден на 75 години од стрелањето на 12 ватешки младинци. Оваа 2018 година, на 16 јуни, се навршуваат 75 години од стрелањето на 12 ватешки младинци, еден од најкрвавите и најџенеските злочини што го извршија фашистите во Македонија во текот на Втората светска војна. Вечерва, со оваа свечена академија, ќе им одадеме почит на ваташките младинци кои се бореле за нашата слобода. Заедно да ги вратиме спомените кои ќе остават за секогаш во нашите срца. Преку пригодна програма да се вратиме назад во времето во кое царувала вербата за подобро утре. Да бидеме горди на нашата историја, која ни е воделка за денешните успеси и достигнувања. Ова вечер говориме за едно минато на кој сме горди. Говориме за едно минато кој е виновно за сето она што го имаме денес. Време во кое љубовта и другарство биле над се. Време во кое сплотеноста ги правила луѓето силни и им давала мотив за да продолжат понатаму. Далечната 1943 година ваташани биле сведоци на една нераскинлива врска помеѓу 12 младинци, односно 12 другари. Сплотени со грижа еден кон друг, со заедно разбирање, со неизмерна храброст, че кореле кон патот на слободата. 15 годишниот Перо Видов, 17 годишните Гересим Матаков, Блаже Ицев, Данко Давков,
Илчо Димов, Пане Мишев, Пане Джунов, Ристо Джонтев, 19-годишниот Ванчо Гурев, 20-годишниот Диме Чекоров, 25-годишниот Ферчо Ѓорѓиев и 27-годишниот Васо Хаџиорданов на 16 јуни 1943 година на зверски и немилосрден начин ги изгубија своите животи. Масакар кој остана забележан како еден од најголемите злосторства што го извршиле фашистите во текот на Втората светска војна во Република Македонија. Тажното лелекање по овие младинци од Ваташе се слушнало во цела Македонија. Криковите од болка ја завиле теквишијата во тага. Во исто време со тагата се чувствувал и гневот и желбата за одмазда. Ваташани и сите други, уште неосвестени од големата болка тргнуваат со одмазда да донесат слобода на овој народ. Со длабок наклон, полн со почит, стоиме пред ова минуто, пред историјата која е испишана, историјата поради која сме денес тука. Генерации по 43 година се гордеат на своите претходници, кои своите последни воздишки ги дадоа за ова парче земја. Своите погледи, полни со гнев, но и гордост, насочија кон земјата на која ја дадоа храброст да продолжиме да се бориме и да живееме. Денешните генерации треба со силна желба да ги прифатат сите доблести на овие 12 младенци. Нивната храброст, безусловна љубов кон родното место, нивната решителност и сила да се борат во тешки услови. Денешните генерации од нашата историја треба да учат од 12 младенци со силата и љубовта за почитување, на силата на другарството и татковината. Денес сме горди на овој спомен, горди на сите услови во кои живееме, на слободата која имаме и вечно благодариме на младинците кои го изгубаа животот заради нашите претходници. И го дадоа својот живот за Ваташа, Кавадаци, Теквишијата и Република Македонија. Вечна им слава, благодарам. Направив манастир на скришно место, да стои толку самотен, да кажемо некогаш само. Рушители нема да најдете во него злато и сребро, а само студена полутемнина како во тагот на душа. Кога го престапив прв пат прагот од папертата, плочите полно егнаа под моите нозе што дури запред.
и темна тишина потоа до последна жилка ме полози како морници што лази. Двајца светци од двете страни на црковната врата, со исплашени погледи, со дланки испружени пред себе, ме предваруваа возбудено да не одам понатаму. Но јас жедно стапив под сводовите на кубето, како да се запознавам веднаш самиот себе. Погледнав наоколу, зидовите се раздвижеа, нејасни прилики притаени во полумракот, како што одам и ме пречекуваат. Ми пристапуваат молчаливо, грозно. Лица со израз на безумно страдање, мрачни војни со испрекрстени копија и мечови, тажачки кај мртовечки одар, тела прободени со стрели на издишување, згрчени во најврховна мака, деца загубени во врволицата со врвови гранчиња во рака. Одам несвесно наоколу, а целото тоа мноштво ме обиколува. Ме испреплетува во кошмарен јазок, молчаливо ме следи и чека нешто од мене. Зборнете, реков. Зборнете! Но мојот глас ја урна тишината меѓу сводовите и ме остави сам пред привидот на мојата свест. Зашто тие бешено се повлекоа и пак се притаја со зидовите. Забрах пред олтарот како да ќе се помолам Богу, уште не свире. И тогаш дочув јасно женско рипање од сводот. Тоа Рахила ги кренала очајно рацете, крши прсти и плаче над мртвите младенци, тажи во вселената. Излегол избезумено сцената и зачеколив надолу. И ми се причини како моите удови да стануваат столбови во одот, како да сум засводен со кубе, како да ја носам во себе студената празнина на манастирот. Но за сето време знам, темните прилики молчат во мојот мрак. Нема бегство, нема прошка и нема оставање спомен. Јас викам запалете кандело, но моето срце изгасна како огниште. Пепел по тланикот. Одам и чувствувам, го носам манастирот и гроб. Одам и си велам, патот наш никогаш нема да се распаде. Го избравте сами. И под подмразница кремен, и под полежек пламен. Ќе го врвиме сами, без да се тлумиме на распаќа и без да сопираме на беспаќа. Ќе ги прегазиме и реките матни, до колена, до појас, до уша. Пред секој крмнеш, пред секој тапнеш, нема да ги задињаме ушите да не слушаме. И ако пред разината, бездна, се приближиме, нема на последниот чекор да замижиме. А толку малку бараме сега од оваа затегната морничава жега. Кладенеш плавно дланките и раците и лицата испотени да ги натопиме. А в песна пура пак завет кај карпни стуреме. Од громот искрени на дланките ќе фатиме, за да згрееме снаги на ежени. Малку да починеме, потоа бодри, освежени, макар по беспаќе да заминеме. И ако имаме заедничка верба, љубов ќе ја крстиме на илине. Верници на житијата сме, времето ќе не носи, бигори сме за љубов воскреснати. Заборот немаме за минатото. Не, еве го. Облечено во ништо мало, зелен и жолто. Доаѓа некоја песна со опита на рамета, глас на лице жешчено со добро утро. Иста речкото Бог ти помогнал, сине. Луѓе облечени во зобани и земјани, конски патеки искршени. Да, еве го. Мало и трепетливо. Настрана од него крстови црква 100-годишна неутешница, мили заорани зеленици, мало село Тиквешко на Мугреени.
Да. Заборавив. Немаме за минатото, може би, затоа што овој пат пред крштевање, смртта од крстот ќе ја симнеме, спомен само во ноќта да биде. Вие спите. Муграта црвено знаме на борбата в небо ќе забуца. Мракот само подмолно замки поставува. Треба да се пронајде тајно кормило на ветрот за пат. Спите. Спите. Напнат лак на будните соништа стража. Спите.
Лозари, Исток, Кавадарци, Крвопис и Ваташа. Имате една символика тие која што за кратко време ќе ја видиме. Drugaри што загина од зверовите по затворите, другари што загина од зверовите по затворите. Душмани едно запаметете, сме постоеле и ќе постоиме. Нашата мила Македонија те одгледала, за да ја браниме. Душмани едно запаметете, сме постоеле и ќе постоиме. Нашата мила Македонија не одгледала, за да ја браниме. 12 бакли символично за 12 ваташки младинци. Лозари Исток. За прв пат, после толку години, од кога јас барем паметам, на не така сончев ден. За прв пат, додека доаѓавме, се појави една росичка. Имавме да разговор пред малку со луѓе кои што исто така долго време се тука на ова место, на овој ден, во годините наназад, и ова е за прв пат кога на овој ден барем малку заврнало. Не знам, може би тоа нешто ни кажува, нешто, некоја символика. Смртта стана немоćна пред нашата младост, исправена, пред очите наши загледани, уште тоа утро во иднината. 75 години не заборав. 75 години болка и чемер во душата. 75 години од мачењето, стрелањето и грозоморното маскирање на масакрирање на 12 ваташки деца од страна на бугарскиот фашистички окупатор. А сега ќе ја замолам госпоѓа Марија Михова, кустос историчар, да ни одржи еден краток историски час за настанот. Селото Ваташа во текот на својата многовековна историја има дадено плејада револуционери и борци за слободата на својот народ, кои со своите дела го одбележаа времето во кое што живеат. Ова тиквешко село со право може да се нарече и не само револуционерен, туку и културен и просветен центар на тиквешијата, бидејќи истото даде голем број преродбеници и просветители, како од постарата, така и од поновата историја на овој крај. Бугарскиот фашистички окупатор, имајќи сознанија за активноста на партиската организација од селото Ваташа, презема низа мерки за да го спречи тоа движење. За таа цел, од Скопје во Ваташа, бил испратен бугарскиот областен полициски инспектор Димитар Раев. Имајќи во предвид дека ја губи контролата врз безбедноста во овој крај, тој се одлучил да преземе безмилоста и крвава акција. А за идејата го известил и министерот за внатрешни работи во Софија со телеграма во која се вели: акцијата ќе ја изведе со јаки воени и полициски единици. Во оваа акција се вклучени Велешкиот, Битолскиот и Прилепскиот полк, граничните подучастоци од Конско и Мрежичко, сите полициски сили од Тиквешијата и Гевгелиско, специјалниот полициски одред од Скопје, една група од 5-6 полициски агенти од Скопје, начело со Борис Жуглов, а сите тие биле под команда на злогласниот бугарски полковник Љубен Апостолов. Напрегу по доведувањето на овие сили започнува невиден терор врз цивилното население. Започнале со претреси по куќите, психолошко заплашување со надлетување на авиони и сврлање на лепци со пропаганден материјал за масовно предавање на партизаните. Биле запалени куќи и плевни во селата Ваташа, Ресаве и Шивец,
а бројот на стреляните се зголемил на скоро 60 лица. На 14 јуни 1943 година полициските мерки во овој крај биле особено засилени. Набрзо се пуштил глас дека по повод прославата на роденденот на бугарскиот престолонаследник Симеон Трновски во Кавадарци, Неготино и Ваташа ќе се одржат паради за демонстрирање на силата на окупаторот. На 15 јуни во центарот на Кавадарци свирала војна музика, донесена од Велес. Била донесена наредба улиците и куќите во Кавадарци и Ваташа да бидат исчистени и попрскани со вода. Бил воведен полициски час кој почнувал во 20 часот, а во селата во 19 часот. Во тој термин сите морале да бидат отидени по своите домови. Таа иста вечер семејството Ангелови биле исфрлени од нивната куќа, а куќата со бомби им била разурната. И покрај ваквата состојба, ваташкиот активист Блажо Чекоров и неговиот син Диме им однеле храна на 10-мината партизани во местноста Трсје. Некаде околу полноќ во Ваташа влегле партизаните Начо Анđелов и Начо Мешков. По полноќ во селото Ваташа се започнало со организирање на блокада на селото. Насекаде започнале да патролираат вооружени патроли по улиците. На стратегиски пунктови во селото биле поставени митралески гнезда подготвени за дејство. Во раните утрински часови на 16 јуни бугарските полицајци го извршуваат првото апсење. Го приведуваат младинецот Диме Чекоров, кој бил испратен во Кавадарци на испитување кај бугарскиот агент Борис Жуглов. Осамнало тоа злокобно утро, среда, 16 јуни, кога во Кавадарци бил пазарен ден, но никој од Ваташа не го напуштил селото. Тоа утро, иако не бил празник, никој не отишел по вода или по работа на полето. Започнале претреси по куќите. Во селото пристигнал бугарскиот поручник Костов, заедно со полицискиот началник од Кавадарци Петко Опреков и двајца бугарски агенти запоседнувајќи ја кафаната на Васил Хаджи Јорданов. Ним им помагале двајца мештани од селото. Барабанџијата со јавен повик повикувал по еден член од секоја куќа и на секој од нив им било наредено да го предадат сето оружје или било каков друг воен материјал и истиот да биде предаден во собирниот пункт. Одзивот од оваа акција бил скоро понижувачки. Неколку матарки за вода, шаторски крила, 2-3 стари пушки и еден револвер. Бугарите биле бесни поради неуспехот на оваа акција. Некаде околу 9 часот во Ваташа пристигнал полковникот Љубен Апостолов во придружба со началникот на Скопската областна полиција Асен Богданов, кои по еден час повторно се вратиле во Кавадарци. Наскоро од Кавадарци стигнал список со имења за апсење, направен врз основа на една пронајдена фотографија во джебот на апсениот Диме Чекоров. Според подготвениот список, бугарските полицајци ги уапсиле врточетките Павлина Касапинова и Стева Ампова, потоа Ката и брати Блаже Ицеви, потоа Пане Џунов, Ристо Џондев, Керасим Матаков, Пане Мешков, Невена Хаджи Јорданова. Во меѓувреме двајца бугарски полицајци на мотор со приколка, покриен со цирада, го донеле од Кавадарци Диме Чекоров целиот искинат и со крвави рани по лицето и по телото. По известно време продолжило апсењето и набрзо биле уапсени и спроведени Ферчо Поп-Ѓорѓиев, Ванџо Гурев, Данко Давков, Перо Видев, Илчо Димов. Тие биле спроведени во кафаната на Васил Хаджи Јорданов, кој бил приморан со пијалок да ги служи злосторниците. Откако сите биле донесени во кафаната, започнало крвавото исследување од страна на поручникот Костов, полицискиот началник Петко Опреков и двајцата бугарски полицајци агенти со суровици и тупаници. По крвничкото тепање, младинците биле крвави по лицето со исекотини, по лицето и телото и со распарталени алишта. Селскиот учител Ѓорѓи, по потекло од Бугарија, се обидел да ги заштити младинците кои добро ги познавал, но бил грубо одстранет. Поручникот Костов испратил еден моторциклист во Кавадарци, кој по еден час се вратил со наредба од полковникот Љубен Апостолов уапсените младинци да бидат стрелани. Некаде околу пладне, младинците, двајца по двајца, били изнесени од кафаната. Во придружба на цел еден кордон војска, младинците, заедно со поручникот Костов, бугарските агенти и двајца полицајци се упатуваат кон местноста Дулово Долче. На патот, од кој повеќе никогаш нема да се вратат, заминуваат Перо Илов Видов, 15 години, Ванчо Тасев Гурев, 19 години, Данко Глигоров Давков, 17 години, Илија Димов, 17 години,
Ристо Трипов Ѓондев 17 години, Блаже Ицев 17 години, Герасим Лазов Матаков 17 години, Пане Методија Мешков 17 години, Ферчо Поп Георгиев 25 години, Васил Хаджи Јорданов 27 години, Диме Блажов Чекоров 20 години, Пане Методиев Џунов 17 години. Со нив се спроведени и 4 младинки од селото, блиски роднини на некои од младинците и тоа: Невена Хаджи Јорданова, Стева Ампова, Ката Ицева и Павлина Касапинова. На тргнување, поручникот Костов им рекол: ајде сега да ни го покажете патот по кој требаше да одите во Партизани. Младинките оделе 10 метри по нивните другари. Околу 13 часот, по пеколна горештина, пристигнале во местноста Дулово Долче. Блокадата од селото веќе била повлечена, а стрелачкиот вод запрел крелаките во близина на реката Луда Мара. Младинците застанале под сенката на едно големо дрво, но окупаторските војници се наредиле во полукруг околу нив со митралези и пушки на готов, а поручникот Костов тогаш наредил: наредете се еден до друг за да ве фотографираме. Девојчињата се наоѓале на десната страна од младинците. Поручникот Костов се обидел да ги припои кон младинците, но полицискиот началник Петко Опреков му се спротивставил дека тоа што тој го прави не е наведено во наредбата. Тогаш Костов отишол кон своите војници и гласно изговорил: насекаде каде што одам, да идувам на кукавици. Во меѓувреме, највозрастиот од младинците, насетувајќи дека нешто лошо се подготвува, започна да трча кон реката Луда Мара и се обидел да избега кон капините. По него тргнали Диме Чекоров и Герасим Матаков. Костов, иако во почетокот бил изненаден од смелоста на младинците, веднаш им издал наредба на војниците да стрелаат. Тогаш започнала стравична покотница. Лесно погоден, Васил Хаджи Јорданов успеал дури да извика: стрелајте кучиња, но нашата идеја нема да умре. Тој за момент застанал погоден од еден куршум, но продолжил да се засолнува. Сето тоа се случувало како во сон. Останатите младинци, погодени од рафалите на пушкомитрелезот и куршумите од пушките, паѓале како покосено класие еден до друг. Оние кои се уште покажувале знаци на живот биле убивани. Насекаде во воздухот се чувствувал силен мирис на барут, а неговиот чад го прекрил чистото летно небо. Нозете веќе им биле непослушни и биле приморани да седнат на земја, одбегнувајќи да го гледаат страшниот призор. Еден бугарски војник отишол кон нив и започнал да им ги дига главите викајќи: гледајте, не седнувајте комунистки, гледајте. Потоа следувало она најстрашното. Војниците како по заповед ги извадиле бајонетите и да бидат сигурни дека успешно ја завршиле работата, започнале со нив да ги бодат телата на оние младинци кои се уште покажувале знаци на живот. Но тоа не било се. Војниците по извршениот масакар започнале да им пребаруваат по джебовите, а на неколкумина им ги одзеле часовниците од рацете. За масакрот во Ваташа пишува во билтен на главниот штаб на Народно-ослободителната војна и партизанските одреди на Македонија од септември 1943 година, каде меѓу другото пишува: тие се изрешетани со куршуми од митралези, па се после исечени и избодени. На некои им се вадени очите и сечени рацете. Младинките се стукуваат една кон друга, а Костов со шмајзер и револвер, од кого се уште му чадела цевката, му се закануваше: гледајте, и вас ќе ве снајде истото. Откако му реферирале за успешно извршената задача, полковникот Љубен Апостолов, кој раководел со акцијата, искажал големо задоволство и рекол: тоа е тоа, страшни момчиња имам. Во селото Ваташа веќе се прочула злокобната вест за трагедијата на нивните деца во Моклиште и целото село веќе било на нозе. Кога војниците и преплашените младинки се враќале кон селото, ваташани веќе биле тргнати и се упатувале кон Моклиште. Жените наглас колнеле, а мажите смислувале одмазда. Овој крвав настан, кој ќе остане запаметен како еден од најголемите злочини што ги извршија фашистите во Македонија во времето на Втората светска војна, го опеа поетот Лазар Манчевски во песната "Ми заплакало селото Ваташа" во летото 1953 година. Ниту еден злостор во историјата не останал неказнет. Така заслужена казна ги стигнала сите актери во овој масакар, кој остана забележен како врв на сите злосторства што бугарските фашисти ги извршија во Македонија. Учесниците од стрелачкиот одред, кои беа директни учесници во крвавиот ваташки злостор, ги стигна заслужената казна. Во борбата кај село Странашево на 13 јули 1944 година ја добија заслужената казна.
Два батальона на втората македонска ударна бригада во жестоката акција успеа да ликвидираат 40 бугарски војници од оваа злогласна единица, а само неколку мина успеале да се спасат со бегање. Поручникот Костов и помошникот на полицискиот началник од Кавадарци, Петко Опреков, биле ликвидирани наскоро по капитулацијата на фашистичка Бугарија. Нивниот наредбодавец, полковникот Љубен Апостолов, на 3 ноември 1944 година го откриле македонските емигранти во Софија и го привеле во штабот на Македонската народно-слободителна бригада, Гоце Делчев. Бил приведен и однесен во Кавадарци, каде му е судено како на воен злосторник. Народниот суд во Кавадарци го осудил на смрт, а му пресудил народот од овој крај. Областниот полициски инспектор Димитар Раев и агентот Борис Жуглов биле осудени на смрт во Скопје и стрелани. Денес, многу години по оваа трагедија, сите слободолюбиви луѓе и сите кои ја ценат и почитуваат саможртвата, знаат дека сето она што го направија младинците од Ваташа за слободата на својот народ е дело за восхит и почит и дело кое секогаш ќе остане да трае како траен белег, да се помне и почитува од денешните и генерациите кои доаѓаат. Затоа што нема ништо посвето на овој свет од слободата за татковината и слободата на својот народ. Младинците ги положија своите животи за слободата за која мечтаја во своите слободарски визии, а злочинот врз нив беше и злочин врз човештвото и злочин према слободата и човечката логика. Нека има вечна славата и благодарност за сето она што го направија за својот народ и својата татковина. Не постојат зборови кои ќе опишат болката и кои ќе опишат спомените кои се уште ги чувствуваме од прерано загинати 12 матешки младенци. Во 1943 година Ваташа не биле сведоци на една огромна трагедија која одекнала не само во Тишијето, туку и во цела Македонија. 15 годишниот Перо Виров, 17 годишните Герасим Атаков, Блажи Инцев, Данко Давков, Илчо Димов, Пане Мешков, Пане Джунов, Ристо Джондев, 19 годишниот Ванчо Гурев, 20 годишниот Димче Коров, 25 годишниот Ферчо Обжоржиев и 27 годишниот Васо Феџерданов на 16 јуни 1943 година ги изгубија своите животи во еден од најголемите масакри што го извршија фашистите во текот на Втората светска војна во Република Македонија. Болката и тогаш и денес е огромна. Единствено што можеме е силно во нас да ги чуваме спомените и да бидеме горди на овие млади момци. Со голема почит да ја оправдаме нивната борба и никогаш да не ги забораваме. Да учиме од доблеста на 12 младенци, од нивната нераскинлива врска и заедничка храброст. Да учиме од нивната искреност и доверба која имале. Денес сме горди на овој спомен и благодарам за присуството да ни е вечен и за многу години. Од името на главниот одбор на Сојузот на борците од Народно-слободителната антифашистичка војна на Македонија, ви поздравувам сите и ви пожелувам све најуспешно во чест на епопејата на славните младинци Ваташки. Masaka
За мене химната на Македонија нескромно од мене е Ваташа и секогаш кога ја пеам оваа песна, секогаш плачам. И пак ме тера да плачам. Селото, Ваташа,
Горда съм на вас. Благодаря.